Денеска сме тука во Дебармало да објавиме дека ја започнуваме акцијата за субвенционирање на нови енергетски ефикасни фасади, кои што беа предвидени во нашата програма и во буџетот на општина Центар. Започната е постапката каде што ќе треба сите станбени единици кои што ги исполнуваат критериумите во нашиот оглас да аплицираат се со цел утре општината да може да инвестира, односно да ги смени фасадите на територија на општина Центар. Имаме предвидено средства во таа програма во буџетот и се надевам дека сите граѓани кои што имаат подстарени фасади, односно фасади кои што не можат сами да ги обноват, ние како општина ќе излеземе во пресрет. Акцијата е започната од 15 април и ќе трае се до 30 април пријавувањето, потоа комисијата ќе одлучи кои фасади ќе се прават и понатака ќе започнеме со нивната реконструкција од која ќе бидат готови проектите. Воедно сакам да најавам дека за прв пат како општина Центар започнуваме со субвенционирање за реконструкција на крововите на сите згради кои што имаат оштетени кровови, кои што имаат стари кровови и со тоа ќе помогнеме на станарите, односно на луѓето кои што живеат во згради кои што се постари од 25 години, да може да се ги санираат своите кровови, се со цел да има побезбедни да бидат објектите каде што живеат и ќе придонесеме за еден поквалитетен живот кој што го заслужуваат граѓаните на Центар. Зградите што ги правиме ќе бидат во идентичен стил кој што ќе ги наследиме, истите бои кои што се отслика за малата каде што ќе бидат одредените зафати, нема да се практикува барок или нешто кое што против кое што се боревме во изминатиот период, него ќе бидат енергетски ефикасни фасади, идентични какви што биле претходно на зградите. Ќе одлучуваат овие кои живеат во зградите за платили преку подписи евентуално? Која ќе биде? Некои се противи од граѓани. Ние имаме пропишани услови кои се во самиот оглас, дека треба најголемиот дел од станарите да бидат сложни. Тие треба да се заменат својата столарија, односно прозори и врати, и најголемиот дел од станарите се сложни тоа да го направат и веќе некои го имаат направено. Треба да ги исполнуваат критериумите кои што ги имаме препишано од огласот, потоа комисијата ќе одлучи кои се тие згради кои што ќе ги добијат. Нормално тука не застанува и наредната година, зависно од интересот ќе ги зголемуваме и средствата кои што ќе бидат потребни за обнова на фасадите. Најавивте и реновирање на лифтовите во некои од старите згради. Кога тоа треба да започне? Таа фаза сега ги завршивме огласот за крововите и за фасадите. Ни следува, мислам дека до крајот на месецот ќе започне и огласот за реконструкција на лифтовите и нормално цел центар на точак. Тоа е проектот кој што го продолжуваме. До крајот на месецот, односно почетокот на мај, ќе бидат објавени тие огласи.